Меѓутоа не имав некоја возбуда, веќе бев разочаран откако сфатив дека нема да можам да одам на дестинацијата каде што си ја планирав. Всушност таа дестинација беше пустината Сахара, Алпите, Грузија, во Ерменија, во Кападокија. Јас сум Ташето и ова се моите патувања. И бонжу! Здраво на сите и добродојавте во уште едно видео во кое што патуваме со Ташето. Дојде време за возење на периферијата на Франција. Значи нема денес да возам автопати, туку денес тргам од тука каде што сум Кастелјане, се вика селцето. Ја гледате картата, не ги знам вака на памет месецот, искрено не можам да ви кажам. Меѓутоа пред вас е картата, гледате во кој район отприлика се движам. Така да тоа е планот барем за денес. А иначе тука имав едно многу добро спиење, беше свежо, студенко. Си фрлив и ќебето и уште еден јорган. И си се изнаспав, тука платив колку 25 евро. Ми даде за без пари, иначе се доплаќаше, зато беше толку ефтино. Буквално крпа, ако сакате навлака нешто, се доплаќаше, навлак и мене ми даде без пари тој. Обично рече се плаќа, знам дека се плаќа, јас прочитав. Ама не треба, сега ми вика и одлично, негова страна мощне фино. На јувото нешто беше што моторот ми беше паркиран буквално напред пред вратата. Не можев многу да ви снимам вчера, глупо ми беше, имаше луѓе наоколу. Имаше и ресторанчик и барче во кампингот тука, меѓутоа јас не ги искористив, излегов во градот, пијав едно еспресо, јадов една пица. Пицата му викам, значи на англиски зборуваме за сокулени со кашкавал. Ми ја носи сокулени со кашкавал, ама има и кромид внатре. И пак не ми се сладе како тогаш кога одев за Туниско, ми ја дојде со пиперки, полојне изведов, го тргнав кромидот. Меѓутоа стварно нема смисла кромид на пица да се клаи. Но што е тоа? Селцето беше интересно, мало место така, меѓутоа беше интересно, јас не ја зедов камерата за да ви снимам. Излегов така, искрено мислев онака ќе биде најбош нешто. Меѓутоа имаше некои интересни работи, ама онака типично француски, италијански стил, како да речам. Не е нешто што го немате видено. Сега одам, значи прво до има едно ле Понт де Арк, фактички преку река е, како лак, природно направен од камен. Меѓутоа тука ќе имам таму односно возење и покрај кањон, така да треба да биде интересно. Денес немам ниту еден автопат за возење, а вкупно имам за возење 300 и нешто километри. Да видиме сега дали убавината на периферијата на Франција ќе биде како патот кој вчера го возев при крајот. Треба да турам иначе бензин. Сега не знам во Франција овде дали бензинот имам за сега, ајде не е зорт. Не знам дали бензинот овде во Франција сами си го турат, ама сигурно и овде сами си го турат. Само да не е само послужни бензински. Па ајде тогаш да одам. Времето е сончево, свежо е тука, температурата многу, меѓутоа на сонце ако застанете малку одма се затоплуваат. Дојде време с бензин да турам и тука сами си тураме Франција. СП95. Литарот тука е 2,1 евро. Другите места кај што турав 2,2 евро беше, што е доста паскап од кај нас. Турив бензин, влегов внатре, си пладив, некако французи многу добар впечаток ми остават. Не ми остават некој впечаток на кренати луѓе или нешто како италијанците, например. Баш чил се сега, кај што бев и англиски скоро сите знат. Меѓутоа, на англиски нигде ништо не е напишано. Но тоа е тоа. Иначе возењето до сега до тука беше предобро, значи интересен беше многу патот покрај река, возење имаше. Стварно беше баш за уживање. Ова е сето само почетокот.
Се надевам дека тоа што ме чека ќе биде уште подобро. И сега со тоа ќе направам една кратка пауза тука некаде. Само прво да излезам од населеново место, сакам некаде на отворено да ја направам. Направив една добра пауза тука. Сега е време да продолжам со возење. Поминувам одма тука низ некое селце, градче, не знам шо е, и одма една типична француска градба. Зашто овде се е типично француско, онака, и овие шо немаат ролетни, например, тука имат од оние од надвор што се затворат, дрвени за джемовите. И фонтанче. А ова е средени селца, средени градчини, интересни. Многу му интересно ова со дрвата од страна. Дрва, трева, зеленилце. Многу интересен прејел, значи зеленило на сите страни. Тоа е добро за возење, значи рурална Франција е дефинитивно добро за возење. Сега тука ќе си направам едно паузиче, кратко ќе видим многу и потоа одам продолжувам кон местото каде што сакам да одам. На Чикањо да го возам исто така, има и плажа покрај таа реката што тече низ кањонот. Не знам дали ќе се капат луѓе, сега мислам дека е рано, да таму имам уште 40 минути, 34 километри, така да следно застанување ќе ми биде таму. Голема река, интересно градче. Не знам што е работата со куќите, дали законски морат да ги имат од надвор оние наместо ролетни, оние дрвените од надвор. Дали па ситуацијата е нешто друго, тие самите дали сакат така и да му бидат, поима немам. Ама немам да речам куќа видено, модерна нормално со фасада, со ПВЦ, со ролетни. Иначе имаше доста лозија по патот. А пред тоа, кога возев планинскиот предел, имаше многу по патот на места коњи и буквално тракторите, да речем општо земјоделие, единствено што го работеа беше коса, трева косеа. Не видов жито, нешто така работа таму постојано. Кафичи. И ете го тој, односно тој лак, да, над реката. Сега само да најдам начин да слезам долу, не знам од која страна би било најдобро, дали од ова или од другата. Мора да има пат некој, само да може со кола, со моторот да се стега, да не е за пешки само направено. Патче меѓутоа е за пешки.
Ова за паркинг нешто више е работа. Кај замина пријател во живот. Откај се влега тука? Тоа беше тој лак за кој што ви реков, јас направив една добра 20 минутна пауза таму. Како што видовте, имаше луѓе што се капеа во водата. Не ја гивнав, не пробав дали е ладно или топло, но времето е навистина топло. Така да пак не би требало да е некој шок кога ќе влезите во водата. Интересно место, еднака природно настанат е лак, од карпата е така поставена над реката. А од кањонот искрено имав поголеми очекувања, мислев ќе се гледа цело време како што возам, но ете не беше таков случајот. Сега продолжувам кон сместувањето кое се уште го немам закажано, но планирам допрво. И забележав дека всушност не е како во село, туку е скроз настрана како напад само то. Има нешто пише дека има бар, меѓутоа за јадење изгледа нема, така да сега ако најдем попат да си земам од пекара нешто за јадење, за покепаат и то не само за сега да јадам. Тука веќе интересно станува. Од овде се гледа нешто поќе, да. Има многу сокајаци, да, тоа не ви го кажав. Иначе прега дека возев, размислував за ланските тури и колку ми беа интересни, онака буквално секој ден беше нова приказ на турите кои што беа едната низ Тунис, другата Турција, Грузија, Арменија. Си мислам колку поубаво ќе си помине ако одев кај што иницијално првично цело време си планирав да одам на ова патување. Пошто ви кажав по првото видео, сега каде што сум ова дестинација, да речем, не ми беше ни примарен, ни секундарен план. Значи онака, бидејќи ми пропадна првичниот план, оваа дестинација испадна така колку дома да не седам. Меѓутоа немав некоја возбуда, веќе бев разочаран откако сфатив дека нема да можам да одам на дестинацијата каде што си ја планирав. Всушност таа дестинација беше Централна Азија. Излезе проблем фактички за Казахстан, јас цело време ја рачунав виза дека ќе можам да извадам, така пишеше на интернет. Меѓутоа, кога дојде еден месец пред патувањето да аплицирам за таа виза, испадна дека уствари таа виза важи само за аеродромите во Казахстан, додека ако сакате преку копнена граница да влезете во Казахстан, мора да имате регуларна нормална виза. А за нормална регуларна виза ви треба letter of invitation, односно некој од Казахстан да ве покани да испрати таму барање до нивно министерство некое. Едноставно многу долга постапка и плюс немам јас кој така да ме покани да го достави тоа во Казахстан. И така пропадна тој план. Не дека тука сега е лоша ова дестинација, пак вчера низ Монако возев, интересно беше патот надаму, пред то во Италија тој патот што беше низ Клисурата. Меѓутоа сепак не е нешто што ме влечеше, не е нешто за кое што имав огромна желба да го посетам. Ви имам кажано и во други видеа, многу Европа не ми е приоритет, не ја гледам како некоја дестинација која што да сум изгорен да видам. Имам многу други земји надвор од Европа кои што сакам, мечтам да ги видам, да ги посетам еден ден. Но ајде, сега е испадна прилика, реков секако мора негде надаму, бидејќи сега е мај месец, проблем си дождовите, гледав и опцијата Русија. Меѓутоа немав толку време за таму, бидејќи сватив дека ќе мора преку Литванија да влезам во Русија. И сеќе ми беше на брзање едноставно, а и плюс таму дождо е врнат сега мај месец, шумски планински предел е претежно. Така да ја избрав оваа потопла дестинација, посушна ќе речам. Но во секој случај патувањето не е завршено, да прва ќе трае, се уште не сум тргнат за назад, за дома да се враќам.
Може би ме чекаат подобрите нови утре, поинтересни, поисполнети ќе речам. Ама мислам дека сепак Централна Азија ќе ми остани во мислите. Уште 7 километри имам јас до сместувањето, го резервирав, го букирав, направив пред малку една пауза. Сега се искачувам нагоре, фактички во планинско место е. И овде интересно доста за возење, јас па гледам Рапа Феудов. Најдов и еден ресторан има во близина на Успате, фактички напад е во близина на сместувањето, така да јас му пишав во реквест на Booking кога го правев презервацијата, дали има ресторан во близина или нешто, пошто тие нудат појадок. Меѓутоа не знам дали нудат и вечера ако сакам пример нешто да јадам. А за појадок даваат онакви бели печива, кои се викат кифли да кои работат. Така да ако можат и за вечера такво да дадат да си купам, например, таму ќе јадам, ако не ќе слезам до ресторанот, кој иначе отвора во 7 сатот, сега е 6 без 10. Само ова е 350 метри знакот за истот. Да. Подсеќа иначе ова иде вака на Мали како ќе видите. На Пелистер националниот парк кој ќе влегуваат. Ует. Сам дека ова е влезо. Или ова. Или двете. Двете се влез. Ајде да видиме што не чека. Има коли, други мотори, така да нема сам да сум изгледа. Освен ако има и ресторан, по ресторанот да јадат. Тука веќе пристигнувам до сместувањето, во чија што близина немаше ни градче, ни селце, ни ништо. Тој еден ресторан кој што го имав претходно најдено испадна дека не работи, значи слегов пешки 30 минути, видов дека не работи 30 минути пешки назад се вратив и на крајот дознав дека има опција за вечера во ова сместување. Иако ја платив доста скапа, значи 20 евра платив вечерата, ми дадоа колбаси и компири кои што беа на вистина премногу вкусни. А сместувањето беше буквално хостел, значи делев соба со други луѓе. Разговара со собственикот на ова сместување, повеќе детали ќе ви кажам за тој муабет во следното видео, ми каже некои интересни работи. А во глобал гостите беа сите пензионери кои што планинарат. Иначе плаќам тука околу 30 евра од ноќ. А тука негде јас го одјавувам ова видео, доколку ви се допадна притиснете на дугмето лайк и доколку веќе немате притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.